Dobro večer, dragi pratitelji, neko ovo sam mi sako. Dugo vremena si mislio da li je večera da je snimam ova video analiza. No, ako ljubavca, ako moj narod Makedonije odluči da snima. Ima интересен наслов, веќе видовте. Мицкоски Македонија влегуваат во еден бурен политички период. За примерот, Христијан Мицкоски не успел да гледам часот на раѓе, но видел дека роден 29 септември 77, инаку тоа е во кинескиот календар година на змија. Инаку во септември Македонија, да знаеме. Референдум е на 8 септември во 20 часот заврши. Но прво да започнам со оно што ќе случува во државата. Поточно кажано, средината на февруар, Македонија влегува во еден потежок период, бидејќи Меркур влегува во 12 куќа и можни се процеси доста, инциденти. Инаку ово што се случи со девојче што го згазија по симе и други работи, тоа од причина што Марс е во четврто поле, во на полета до 24 февруари. Инаку од некаде од 18 Сонцето влегува во 12 куќа и до крајот на март. Знаеме дека од 2001 токму во март почнаа конфликтите. Значи, тоа е период било која година, од средината, кажем, на февруар, таму 17, до крајот на март, Македонија нема енергија и се задават силни интензивни непријатели. Значи, треба да се обрне голямо внимание какви потези се повлекуваат и што се прави. Во исто време, реков, до 24 Марс ретрограден, затоа се тие обиди во четврто поле, тоа е домот, во државата. Значи, затоа се тие овие што не се случили со Фросина и многу други работи. После директно е исклучено од март да почне да дестабилизација и повеќе процеси, значи Марс е доста клучен кој треба да се обрне внимание, скоро до средината на април, да не се презима. Инаку ја не знам, мислам дека за мене како аналитичар зборам, непромислен потек беше на премиерот патување за време на инаугурацијата на Трамп во САД, тоа требаше да се направи после, бидејќи дојде до поспех на социјалните мрежи, особено како следи TikTok, мечка секојдневно му е во устата. Тоа уличен новинар, за мене е новинар. Прво со Палевски беше, сега со Цевче и така натаму. Ко да више што вика Србите. Но интересна работа тука ме интересираше споредба да направам колку е премиерот Христијан Мицкоски поголем за Македонија. Значи, да направам споредба со неговите планети, поточно бидејќи часот не го знам, како влегуваат во и на Македонија. Интересен факт се насмеа прв пат кога го бил. Зошто? Шесто поле во мудната астрологија представува владата, а негово сонце токму дојде во шесто поле на Република Македонија, значи предодреден за премиер. Шесто поле се смета за председателска функција, мислам. Тука е неговиот Меркур, Венера, во шеста куќа. Да, и Меркур е, значи со подршка, а Меркур е во конјункција со месечина, носи патриотизам кон народот и државата, а негова месечина е во него во прво поле на Република Македонија, значи покажува патриотизам, тоа го и на дело покажува сега, без разлика што не е етнички македонец. Но јас го поддржувам, бидејќи за прв пат за 30 години некој покажа патриотизам кон државата од премиерите, барон. Инаку интересна работа и самото него доаѓање беше многу тешко. Зошто тешко, се ќе ви кажам. Неговото сонце е на 6 степен, например, од Терезија или Вага, а Марс во
на Република Македонија, и во 6 куќа на 40, значи секој што имал тенси непријатели, сеќаваме на коалицијата Мелиот и ден денеска ги има, и се токму од оние соработници. Па Мелиот коалицијата, ако се сеќавате, беше токму од чиновници на ВМО да помане и Мелков, или во случајот на Груевски. Значи треба да времена, не би сакал многу да зборам, бидејќи он си има своји аналитичари, не сакам него да ги го земам, и своји советници, но треба да ја нагази топката. Инаку, кој што гледам, да реков, неговиот час на раѓање не го знам, да можам конкретно да кажам како кај него ќе се движат планетите. Го знам само датумот, и тоа од Википедија, народ, 29 септември 77, година змија, и така да не чуди ово што го прави Исусуството, значи нема милост, змијата на никого не останува должна. Така да ова е тек почеток, но не треба да се иде како прве пред руда, треба постепено чекор по чекор. Он во исто време почна да носи многу убедици, тоа не е добро, не е паметно. Да не ме свати погрешно, куќа не се гради од кров, колку темели. Значи, прво се прават здрави темели. Не би сакал многу, но сепак да зборам да не басилно уѓе за тоа. Не сум јас тој што треба. Значи, Македонија треба да обрне големо внимание, особено сега од средината на февруари до крајот на март. Може се и посилна дестабилизација и така натаму. Толку да сега, драги пријатели, и посакувам, овој кажем ко аналитичар, веќе аналитика да помирен со земјоделство, а ово што служам со планетите, астрологијата и парапсихологијата, истражам во университета, кои ми само помагаат во моите анализи. Инаку оние што има желба да ги следат моите анализи, дали политички анализи, дали хороскопски предвидувања, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или следиме, и па на Instagram или на TikTok да ме следат. Значи, драги пријатели, ви посакувам посон, добра ноќ, Македонија пред се, со создателот напред, и во моментот го поддржувам премиерот, бидејќи застанат од македонскиот народ, особено со пренесување на бугарите и барање на одложено дејство, излегува многу кртови на површината, особено од бугарите. И го извадаја целиот Балкан ја лишта, и србите што викаат прљав веш. Добра ноќ, се наубаво, Македонија пред се, создателот напред.